Велиме добро вечер во уште едно издание на Ексклузив. Јас и Нина. Останете така затоа што денес имаме многу интересни прилози. Изненадувања, скандали и телефонско јавување. Еве што ќе гледате денеска. Во Ексклузив ќе гледате. И ги заврзавме очите на актерката Јана Стојановска и ја однесовме на... Васил Зафирчев си ја отвори душата пред нашата камера. За прв пат ги раскажа деталите за краткиот брак со Калиопи. Мислам дека најголемата улога што досега е беше изиграно, според мене, е да бидеш токоп на Калиопи. На гости во домот на Панчеви. Со Маја разговаравме за нејзината кариера, за мачка со 9 животи, а го коментиравме нејзиниот изглед од пред 10 години. Гледајте Ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Денешното издание на Ексклузив го започнуваме со изненадување за една од нашите омилени актерки Јана Стојановска, за која морам да кажам дека звучи со прекрасна насмевка. Така, таа е секогаш позитивна и спремна да ги прифати нашите предизвици, па и ги врзавме очите и ја однесовме на место кое што е непознато за неа. Тргнавме од просториите на една телевизија, а завршивме на едно друго место. За да знаете кој, останете и гледате го прилогот. Како да се пошегуваме и да внесеме малку возбуда ако не се впуштиме во предизвиците кои ни ги носи денот, а кои ни сака изненадувања. Екипата на Ексклузив подготви едно такво за актерката Јана Стојановска. Како што ви е позната практиката на Ексклузив, изненадувањето не е изненадување ако најпрви не ги врзаме очите. Јана, како си и дали си подготвена за ваков предизвик? Не знам каков сум и не знам. Добра сум, супер. Обожаваш изненадувања? Многу и да ми прават и да правам. Така. Многу сакам изненадување. Не ти врзал некој до сега вака очите? Вака баш не. Ајде, можеме ние да бидеме првите. Ајде. Колку прсти гледаш? Не знам. Кажи. 5. Гледаш. Не гледам, стварно. Подготвена? Да. Ајде, одиме. Ексклузив пристигна на самата локација и време е да изнесеме Јана, да ја однесеме токму таму. Јана, можеме? Повели мадам. Чекај сега, имаш се малку да кренеш твоја десна нога. Така, добро си. Што мислиш, каде си? Немам појма. У кафана. Мислиш? Не, се шалам. Ајде. Напред чекор. Напред чекор. Напред чекор, добро. Добро си? Да бе топ. Само што нешто не гледам. Тоа е поентата. Така, сега застанеш. Добро. Е, сега малку ти ми помогнеш. Треба да облечеш, да ставиш на себе ракавици. Ево ова. Ајде. Ќе оперираш. О, мајка. Што ќе оперирам? Не ми само животно. Човек може. Зошто ќе? Помогни ми само со палецов него. Ти треба да допреш со твоите раце и да ме кажеш што чувствуваш дека станува збор. Нешто многу интересно. Еве, пробај, еве ова тука. Ова тука. Што е ова? Ова? Полет. Лед. Добро, освен лед, што има? Само на допир рековме. Не знаете дека сум си што може да лапнат. Немој да Заднат ми е носот. Нешто мртво. Жива нема што да биде. Топо. Да? Ајде да видиме ова друго тука. Сакаш ли октоподи? Да. Ова до него, ајде вака да видиме. Ова? Риба, фиш. Така? Да. И уште малку? Змија. Не, и ова е риба, фиш. Тој е фиш? Да.
Сакаш да пробаш нешто да видиш дали ќе погоди што е? Да пробам? Ајде. Ајде да пробаш, еве, ова. Земи го. Трв. Пробај го, да видиш што е. Чекай малце, сега ми стана језивко. Кај да шо да го ставам уста? Да. Озбилна си? Да. Ке безбедно е? Да. Нема да ме касне? Не. Сигурно си? Мрда? Не. Пробај. Не знам, многу Со ми е допир. живо да пробам. Ајде, можеш ти, ништо нема да ти биде. Многу е заледано. Сигурна си? Да. Што е? Баба не сега да е живо. Не знам. Може да е животинја, некоја гумена. Да не сакаш уште нешто да пробаш? Hit me. Јас сум ствари на детокс и не смеам да јадам. Не прашува денес. Нешто живо. Добро, мислам дека ексклузив ти ја погоди идејава и време е за ручек. Што да, супер. Јана, се стопли ли малку? Се стопив. Се изненадување? Да. Ова не ги си нашо драка. Не, сега вака ќе се разговарам. Не. Не, многу интересно ова со лињава, како јас стварно преферирам кога веќе јадам морски ствари да ги јадам живи. Ме те погодиле све. Да. Милена морска храна? Периодично ми се менја. Надвор видовме една риба, не знам како, риба лист веројатно, до весоли во Швајцарија ја спремаат исклучиво на путер и во Франција на путер ја спремаат. Ет, тоа ми е омилено. Ајде, може такво нешто да порачаме и да уживаме во денот. Ќе ги едуцирам. А со тебе и со секој народно изненадување во ексклузив се гледаме во наредно издание. Како што кажав, Јана Стојановска секогаш позитивна, но и нашата Нина. Убаво така. споминавте, се гледа. Да, се Се гледа. најадовте после тоа? Многу болни беше и морам да ја пофалам дека секогаш знае како да направи убава атмосфера. А морски плодови јадевте или што? Па на такво Се место што разбира. може друго да се јаде, да. Јас сакам следен пат викнете. Настаните со Јелена Карлеуша и Огњен Врањеш се чини како да подстивнаа на еден ден, но нов скандал го тресе Балканот откако Огнен се заканува дека има нови експлицитни фотографии, но сега од друга пејачка станува збор за Дара Бубамара. Но ова не се сите вести поврзани со српскиот шоу-бизнис. Така е, бракот на Јелена и Душко е од секогаш вперен во очите на јавноста и последователно со голема причина и главна тема на сите зборувања. Ако досега слушнавте и се изнагледавте за Јелена, сега е ред на Душко. И верувајте, тој не е нималку светец. Пристигнува информација од познатото семејство. Босанскиот репрезентативец Огњен Врањеш доби казна од својот клуб откако излезе скандалот со српската пејачка Јелена Карлеуша. Андерлехт одлучи да го испрати во вториот тим и тој во иднина ќе тренира со младите фудбалери на белгискиот гигант. Донесена е одлука. Врањаше со У21 екипата и во моментов траат разговорите меѓу раководството на клубот и неговиот менаџер. Можно е деновиве да добие отказ. Изјави помошниот тренер на Андерлехт Пер Зетербекер. Наводно клубот прави се за да најде нов купувач за Врањеш, а наводно постои интерес од турски и украински клубови, иако нема официјални понуди. Имено последната информација која доаѓа за фудбалерот Огњен Врањеш е пејачката Дара Бубамара, која јавно и даде поддршка на Јелена Карлеуша во аферата. Идентично како и на Јелена, Врањеш испраќал приватни пораки на Инстаграм и на Дара, но таа го игнорирала. Прво затоа што не знаела кој е, а потоа кога станал поупорен и понападен, едноставно го блокирала. Што се однесува до наводните инкриминирачки фотографии што ги поседувал и од неа. Дара вели дека се негова волна фантазија. Море какви фотографии? Не може да поседува такви фотографии затоа што такви фотографии не постојат. Нема. Затоа и се замлатува. Ми се заканува затоа што ја поддржав Јелена. Убав поздрав за Врањеш од Дубај. Рекла Дара за српските таблоиди.
Додека Врањаш се занимава со експлицитните фотографии на Дара Бубамара, кај Јелена Карлеуша се чини дека цвета. Таа умешно знае како да ги скрие сите проблеми во бракот, па на социјалните мрежи сподели информација со која вели дека е горда на својот сопруг Душко Тошич, односно на договорот кој ќе го потпише со кинескиот клуб Гуаџоу, за кој игра и сега, иако тоа подразбира дека Душко ќе живее одвоено од неа. Според наводите, Душко до 2021 година годишно ќе заработува од 8,5 милиони евра. И додека пејачката се фали со милионите на Душко, извор за Српски курир тврди дека фудбалерот веќе неколку дена не одговара на повиците и не разговара со неа. Дали ова значи дека Тошич планира да се разведе од Карлеуша, останува да видиме. Но едно е сигурно, ниту тој не е цвеќе за мирисање. Софија Милошовиќ, која според пишувањата на медиумите му била љубовница на Душко Тошич, наводно решила да искористи аферата на Јелена Карлеуша и од пејачката да го украде фудбалерот. Манекенката наводно го преколнува фудбалерот на кинескиот Гванжоу да се разведе. Имено Софија е константно на телефон со Душко и го уверува дека мора да се разведе од пејачката, бидејќи смета дека ако тој го продолжи бракот со неа, ќе му се уништи кариерата. Софија е луда по Душко, а откако во јавноста испливаа фотографиите на Јелена, таа го преколнува Тошич да се разведе. Му зборува дека ќе ја заврши кариерата ако продолжи бракот со неа, бидејќи психички ќе пропадне. Вели извор близок на манекенката. Софија планира да оди кај Душко во Кина за лично да го убеди да ја остави Јелена. Таа во него гледа добра прилика и сигурна е дека тој е човекот на нејзиниот живот. Затоа во аферата на жена му гледа можност да го врзе Душко за себе, така што ќе му биде рамо за плачење. Заклучува изворот. Имено Душко и Софија се запознале лани во октомври преку заеднички пријатели, а подоцна почнале да се допишуваат и да се гледаат. Тој одлепил за Софија, па дори заедно излегувале и јавно се бакнувале на белградските сплавови. По кратката афера, Душко им се вратил на обврските, но продолжиле да се допишуваат и повторно се виделе за Нова година, иако Јелена и децата биле дома. Манекенката Софија е позната дека сака спортисти, а претходно беше во врска со фудбалерот Адам Јаич и со тенисерот Виктор Троицки. Целиот турбулентен скандал започнат како босанскиот репрезентативец Огњен Врањаш сподели експлицитни фотографии од Јелена Карлеуша, додека тајно се гледале веќе 2 години, кои што започнаа низата листа на афери да излегуваат на виделина. Информациите од балканскиот шоу бизнис, а на почетокот споменавме и дека во денешната емисија ќе имаме и јавување директно до виртуозот на гитара Владко Стефановски. Од режија веќе му звониме. Така, причината е голема, затоа што денеска Владко Стефановски си прославува роден ден. Па е доволна причина да му се јавиме, ексклузив да искористи оваа можност, јавно да го повика, да видиме што ќе ни каже. Интересно е што тој не знае. Молим. Добар ден. Добар Владко? ден. Да? Дали се слушаме? Да. Кој? Овде ви се јавуваат Нина и Стефан од Ексклузив. Имаме повод, сакаме вака јавно да ви честитаме за вашиот роден ден. Во живо сме. Фала ви многу. Среќен роден ден, да ви посакаме многу успеси во оваа година и да ни подготвите многу музика во престојната година. Фала ви многу. Владко, како ќе го прославиш роден денот? Што правиш ти сега, да не те фативме малку во небрано? Не, се окей. Ќе ми дојат некои блиски и некои драги луѓе. Може ли да им откриеме на нашите гледачи колку години полниш денес? О, драги мои, вие сте млади, ја пунам доста години денес. Пошто не сум дама, ќе ви ги кажам годините. Колку? 62. Да си здрав и жив, воопшто не се многу. Да сте вие живи и здрави и се што е арно, Господ да даде на сите. Владко, дали може би во овој момент не следиш? Кажете? Не, не. Не? Исклучен ми е телевизорот, не. Каде ќе го прославувате вашиот роден ден? Па не правам ништо спектакуларно, мислам че седам дома и ќе ми дојдат драги луѓе и тоа е тоа. Так. Тука ќе ти се заблагодариме што ни крена, ете, убаво испадна, ти се јавуваме во живо, па и нашите гледачи да... Фала ви што ви текна и до следна прилика па ќе се видиме. Така. Така е. Се најдобро. Се најдобро до вас. Чао. Чао.
Сигурно ќе можеме да очекуваме некакви фотографии по социјалните мрежи за роденденот на Сигурно. Владко Стефановски, ако не објави тој, можеби неговите пријатели. А кога зборуваме на тема социјални мрежи, знаете дека корисниците токму на тие мрежи никогаш не спијат, наоѓаат начин да им биде се позабавно и поинтересно, па направиат тренд кој што го нарекува како 10 години предизвик, имено фотографии кои што се вадат на социјалните мрежи со цел да се видат како изгледале пред 10 години, но и сега. Токму така, тоа е тренд кој го опфати светот и многу светски звезди постираат веќе слики на Инстаграм, на Фејсбук, на сите социјални мрежи, но и македонски јавни личности, па токму по тој повод ние отидовме во домот на Панчеви, но тоа не беше единствената тема на која разговаравме. Последниве денови на социјалните мрежи се појави 10 годишен предизвик, па луѓето објавуваат своји стари фотографии и ги споредуваат со новите од 2019 година. И додека траело делото наречено 10 Years Challenge, ние решивме истото да го направиме со Маја Гроздановска-Панчева. Појдовме во нејзиниот дом, каде ја навративме наназад низ годините, заедно гледавме фотографии и се потсетивме на едно убаво време. Здраво, Маја. Пред се ти благодарам што не прими во твојот дом за да си разговараме на една убава тема или да се навратиме наназад низ годините. Добре дојдовте, навистина ми е драго. Пофалби за вашата емисија многу, кога имам слободно време ја гледам и уште еднаш добро ми дојдовте. Ти благодарам. Знаеме на социјалните мрежи дека постои оној 10 Years Challenge, кога луѓето вадат фотографии од пред 10 години, па ние решивме да дојдеме и не само од пред 10 години да извадиме фотографии дури од пред 20 години. Колку Маја се променила низ времето? Па не знам колку е меродавно тоа јас да го кажам колку сум се променила, но зборувам во поглед на физичкиот изглед. Се трудам да изгледам онака како што изгледам, да се чувам малку повеќе, да се грижам за својот изглед и за својата линија, но мислам дека она што е детето во мене постои уште и не би сакала и уште 2 децении понатаму да исчезне. Гледаме тука фотографии постари од 10 до дури 20 години. Дали постои некоја фотографија која што би сакала од купот да ја запалиш или некое време, некоја еволуција на стилот кој што сакаш да го заборавиш? Не. Го сакам секој момент од мојот живот од поле на музиката, така да мислам дека би ги урамнила сите слики, не би запалила ниту една, затоа што секоја буди своји убавини и своји спомени од тоа време. Решивме да ги вратиме спомените со Мачка со 9 животи, песна која одбележа нејзината кариера, како што и самата ќе каже. Од тоа време, која можеби твоја, меѓутоа тебе ти е најдрага песна? Има многу песни. Луѓето ме препознаваат најмногу по Мачка со 9 животи, која што е пред 20 години. Значи, стварно, тоа е една голема бројка, ми се чини како да било пред некои 5-6 години, ама ете, времето навистина бргу си лета. Омилена песна ми е, не можам да издвојам посебно, но ете, како можеби како прв видеозапис, кој што се појави, каде што буквално Сергеј ме направи да не личам на себе и тоа беше ете моја прва глума во тие 3,5 минути да одглумам нешто каде што ќе интерпретирам своја песна. Кога веќе ја споменавме Мачка со 9 животи, спот кој што тогаш направи вистински бум, дали има некаква приказна околу самата песна и околу видеозаписот, односно снимањето? Снимањето беше многу интересно и траеше повеќе од 10 часа. Јас буквално се препуштив на мојот стилист Сергеј и Дејан Миличевиќ кој го режираше и снимаше спотот. Се снимаше во олимписки базен. Мислам дека тоа беше, нели таму имаше мало базенче, па едно средно и едно големо. Големиот базен каде што имаше ставено една огромна платформа, на нејзи имаше кревет и јас требаше тука да глумам, да си откривам песната како што треба. Има трема. Мора да кажам дека имав трема, дали дека тоа беше моје првенче и не беше својствено за мене јас да се појавам во такво издание, затоа што во поглед сум многу едноставна во поглед на гардеробата и на мојот стајлинг, но тогаш реков ова е ваше дело и јас оставам на вас. Мислам дека испадна екстра спот кој што и ден денеска се гледа, песната се
се слуша, така да патешествија, еден тон, имаше едно маче, се сеќавам кое што мачките се плашат од вода, но поради името, нели мора да има маче во спотот, па не знам дали кафиња му дава или некои аналгетици да биде мирно, ама многу интересно. И многу ми е мило што испадна ете таков производ. Денес Маја е дел од македонската опера и балет, посветена сопруга на легендата Дарко Панчев и мајка на прекрасните Надица и Марија. Наследничките на Панчеви без проблем зборуваа пред нашата камера за мама Маја и нејзините безвременски хитови. Колку често знаете да преслушате некоја песна на мама Маја и која ви е најдрага? Па честопати на YouTube отвараме да ги слушаме нејзините песни, која ги снимала порано и искрено мене најинтересна ми е Нова планета, бидејќи многу ми е како весела песна и така. Наде, дали можеби Сонам тебе таму ти има во видеото како бебенце или друга песна е омилена? Сонам секако. Со фактот дека сум во таа видео, секогаш ми било омилена, али покрај таа песна ја обожавам Барбика, од мала сум ја слушала и ми била најомилена песна на мајка. Се потсетивме на хитовите и на времето кога Маја ја уживаше популарноста и успешно го направивме популарниот 10 годишен предизвик. Погледнавме тој 10 годишен предизвик промена на Маја, но мене ми беше многу впечатливо на Сергеј. Го приметили? Го приметив, морам да кажам дека има драстична промена. Драстична промена, посебно со косата. Не знам колку самиот се препознава дека е тоа. Треба да му направиме ваков прилог и на него, верувам дека ќе биде доста интересен. А за крај оставивме шлагот на тортата, затоа што го имаме еден од најинтересните и најактуелните актери моментално во Македонија. Зборувам за Васил Зафирчев и многу добро знаете дека е играл улогата Марио во серијалот Преспав. Така и по толку многу одиграни улоги, добре што не се помешал дека за неговата вистинска улога, односно да е Васил Зафирчев. Но голема е честа да го имаме во нашата емисија, уште поголема по толку години да не зборува за неговиот одамнешно популарен брак со македонската пејачка Калиопи. И нека лејат дождови, од милион капки насмејани, течат солзи без глас, твое небо над нас. Овој пурпурен дожд носи радост, ни носи спас. Ликот на Марио во представата Преспав ја доби еден од нашите најпознати актери Васил Зафирчев. Во искреното интервју во неговиот роден град Велес, Зафирчев зборува за неговата голема љубов театарот. Тој ни призна дека моментално е соло, а зборувавме и за неговата голема животна улога, сопруг на поп дивата Калиопи. Како што вели Васил, тој и Калиопи се развеле најпријателски и секој од нив тргнал по својот пат. Тие контактираат и ден денес и си даваат подршка во животот. Добро те најдовме во твојот роден град Велес. Добре дојдов. Како си? Одлично, како си ти? Убаво изгледаш. Благодарам. Кажи ми, колку Преспав ти го смени животот? Колку ми го смени? Па ми го смени. Ми го смени затоа што си го доживувам како голема и животна и професионална награда. Голема задоволство е да се работи со таа екипа, да се работи тој проект кој еве за 3 сезони успеа да isproducira повеќе од 80 епизоди, што е за прв пат во историјата на македонскиот мезиумски пазар, особено кога е во прашање играната ТВ програма. Мене ми е драго воопшто што се случи таков проект на македонско тло и им посакувам и на моите колеги и на другите режисери и соработници да имаат такви проекти, нека им биде ова доволна инспирација и поттик да се пуштат и во тој медиум, телевизијата кој што е исклучително моќна, за разлика од театарот и филм. Кажи ми за твој стајлинг во Преспав. Се облакаш сам или? Не. Ние имаме костимографка која што се грижи за визуелниот идентитет на ликовите, Емилија Ивановска-Атанасовска, со која што јас прв пат соработував. Прекрасна жена, прекрасен соработник, одличен костимограф. Заедно со сценаристите, со режисерите, го градиме визуелниот идентитет на ликовите. По зависност од биографијата на ликот, се обидовме од сезона во сезона да има мали, незначителни промени кои што ќе дават некакви информација за тоа каде бил ликот во меѓувреме, каде патувал, од каде се вратил. Така што јас сум задоволен каков лик успеавме да изградиме
Марио си има свој идентитет, се обраќа на повеќе целни групи. За мене најважно како актер е што го сакаат децата. Колку се имаш улоги изиграно? Дали можеш да ми До кажеш? сега? Ја не ги бројам, но вака како некаков сума сумарум повеќе од 90 улоги во театар, на телевизија и на филм. Ги согласиш со мене, ја мислам дека најголемата улога што досега имаш изиграно, според мене, е да бидеш Стоплук на Калиопи. Да бидам? Стоплук на Калиопи. Таа е животната улога. Животната улога. Може би, па да. Тоа беше голема приказна, која што во една поинаква форма се уште трае. Калиопи е моја најблиска пријателка. Секоја слободна и можна прилика ја користиме за средба, иако и таа е многу ангажирана, многу патува. Но не пропуштила ништо од она што го работам во театар, на телевизија. Ми доаѓа на представите што ги играм во театар, го следи преспав. Јас исто така ги следам незините албуми, нови песни, концертни настапи. И беше и гостин во неколку спота, како што знам. Да, соработувавме во повеќе проекти подоцна. Калиопи е голем бренд, голем македонски бренд и таа си го тера своето, просто си оди по својот пат. Ми е драго што целата инвестиција и уметничка и професионална која што ја вложи, ја валоризираше. Има концертни настапи во големи дворани низ Балканот. Тоа во овие услови во кои функционираме како уметници е многу тешко, но е голем успех. Знаеме сите како се запознавте, ама никогаш во јавноста не ни кажа како се разделивте. Како пријатели. Се разделивме со убав ручек, баш како пријатели. И двајцата после тоа заминавме во Загреб, таа на незините концертни активности околу промоцијата на албумот Порака, јас за репетициите на представата Електра на Истрско народно казалиште. Како пријатели, она што во суштина од секогаш сме били, она што во суштина сме и денес. Чудно е за македонци, обично завршуваат радови со тепачки, па со закани, па со делење ние имот. сме како менталитет сакаме драма. Не, јас и Калиопи не сме тој тип на луѓе. Ние од секогаш бевме пријатели, тоа сме и денес. Можеби тоа на конзервативците, традиционалистите во македонското општество им е чудно, невообичаено, но за луѓе кои биле вистински пријатели, тоа е сосема во ред. Дали си соло? Сега да. Популарен, Ми е млад, убаво, згоден, ми е убаво. Сум среќен сингл, прста на сестра. Знаеш да заплачеш? Дали знам? Да заплачеш. Да заплачам? Зашто? Си плачам на филмови, си плачам на представи, си плачам на убава музика, на убава книга. Да. Јас сум Васло Зафирчев, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ телевизија. Кој пораснал со неговите лик и дело, добро знае дека Васил Зафирчев имаше своевиден печат со телевизиската кариера, своевидна и стратегија како што беше успешен со телевизијата, така и сега и со актерството. Свој блесок добива и со Преспав, каде што уштина се докажува дека секој има свое место под небото. Дефинитивно тој е еден од најдокажаните актери во Македонија. Тука некаде завршуваат минутите за ексклузив. Ќе ви се заблагодариме за вашата поддршка и вашето внимание кое ни го пружате секој ден во овие 30 на минути резервирани за нас. Ќе ве препуштиме на Сергеј Варошлија, јас и Нино си одиме. Чао, чао. Чао.